Добар ден, пријатели, добре дојдовте у 54-та епизода. Денеска ќе зборуваме на една многу интересна тема и нешто што стварно не можам да се сетам и да си дадам причина зошто практично не сум го зборувал до сега, затоа што е една тема која што многу особено од девојките се оптеретуваат и која што знам дека маки мачат да најдат решение, а тоа е целулит. И Марија, фала ти што ме потсети, што ми даде идеја да зборувам за оваа тема, пошто е исклучително важна и не знам како не ми текнало да ја зборувам до сега, но во секој случај имам што да кажам и она што ми е целта е да во освестам и да ви помогнам можеби да не пробувате погрешни стратегии и да не пробувате можеби митови од типот 7 чекори како без целулит, не знам, оваков производ или таков производ или најдобра диета која што ќе ви помогне да немате целулит. Но пред да почнеме кон тоа, прво сакам да дознаете што практично е целулитот. Можеби сте читали и слично нешто до сега поврзано со тоа, но целулитот не е ништо повеќе од тоа што кога во телото се создаваат мастити и кога почнуваат да се создаваат вишок масти, макар тоа да е 1% и 2% вишок на масти, почнува да се јавува целулитот. И сигурно сте забележали и девојки кои што изгледаат супер фит, но сепак и они можеби мачат мака со појава на целулит околу нозе, најчесто раце, некогаш и стомак и така натаму. И целулитот практично е вишокот на масти кој што почнува да ги бутка колагенските влакна и кој што почнува да го бутка конективното ткиво на кожата. И практично создава неравна површина која што особено на светло и на сонце изгледа страшно и кој што кога ќе ја притиснеме уште пострашно изгледа и знам колку многу од девојките се оптеретуваат со сето тоа. Сега, тој вишок на масти кој што почнува да притиска на надворешноста на кожата не е ништо повеќе како и секоја масна клетка и тој вишок на масти се создава како и секоја друга масна клетка и се отстранува како и секој друг начин кој што тука го зборуваме, а тоа е едноставно избалансирана и добра и квалитетна исхрана и активен начин на живот. Но неколку митови. Некои од вас знам дека многу се обидуваат со антицелулитни масажи, многу се обидуваат со можеби креми на кои што пишува и ветува дека ќе се реши целулитот, но што се случува? Со тие креми кои што се антицелулитни практично се создава уште еден слој на кожата кој што естетски изгледа супер и ја порамнува некако таа нерамнина и можеби недела дена ќе изгледа супер, но потоа пак се јавува видливата неравна површина на кожата и целулитот испливува. За на долг рок да решите нешто, мора да промените животни навики. Повторно, ако зборуваме за нешто што го практикуваат многу жени на краток рок е антицелулитни масажи, кои што помагаат можеби да се раскршат масните клетки, но повторно тоа е на краток рок и повторно тие масни клетки ќе се создадат доколку навиките не се променат и доколку навиките се исти. И ќе се мачите и ќе се разочарувате многу пати и многу од луѓето ќе изгубат можеби самодоверба и ќе се откажат да се справуваат со целулитот, а тоа е многу едноставно. Она што е мој совет за да се справите со тоа, ако ме прашувате за вежбање, кардиовежбите не се можеби најдобриот начин како да се ослободите од целулитот. Она што многу повеќе ќе помогне според мене се фитнес вежбите и вежбите со тежини и со оптеретување. Она што од храната ќе даде поголем акцент е можеби за изобилството на зеленчук, особено она кое што содржи повеќе вода. Зеленчукот, знаете, содржи многу минерали, меѓу кои што и антиоксиданти кои што неминовно помагаат да се убрват метаболичките процеси и на крај крајева нема никаква магија, никакво магично стапче, производ или квантна физика, нешто што ќе ви помогне за многу краток период да го решите целулитот. Едноставно тоа се масти и правилниот начин на живот и добриот метаболизам ќе донесат до правилна телесна композиција и да ги немате тие проблеми. Така да, дечки, Марија, фала ти што ми инспирираше за оваа тема. Ако можам нешто повеќе да ви помогнам луѓе, слободно обратете си, ќе ви одговорам ако знам на прашањата и се гледаме во 55-та епизода. Убав ден и добри животни навики. Чао!